Добар ден и од мене. Убав ден денеска во Свети Николе. Убаво е кога може да се види како се реализираат проектите кои што се ветени во програмата за време на кампањата на изборите локални во 2021 година. Дејан Овдека, градоначалникот во Свети Николе, продолжува да го реализира тоа кое што беше ветувано и мислам дека сме во одлична фаза со голем процент на реализирано, можеби би рекол повеќе од 70% од тоа кое што е ветено. Честитки до него, честитки до тимот, честитки до администрацијата, до Општинскиот совет за вака храбро мотивирано работење и исполнување на ветеното, имајќи предвид дека се соочуваме со влада која што онаму каде што нивните кандидати за градоначалници катастрофално изгубија, се однесува насилнички. Ги бойкотира, го кочи развојот на тие општини каде што има градоначалници на ВМРО ДПМН, но уште кратко време и тоа ќе заврши, ќе можеме, што се вели во последните години од мандатот на градоначалниците, да покажеме колку можело, а не било направено и од страна на нивните претходници градоначалниците од редот на СДСМ, но и од владата на ДУИ поддржана од СДСМ во изминатиот период. Така што уште еднаш ќе ми дозволите да му честитам на Дејан, да му посакам уште повеќе вакви проекти да се реализираат, затоа што граѓаните заслужуваат да видат поинаков пристап на исполнување на работите. Не сме сите исти, напротив, многу сме различни и јас уште еднаш им посакувам на Свети Николчани да се радуваат заедно со општинската администрација на многу реализирани проекти кои што во периодот ќе следат. Ви благодарам. Ако имате прашања, ви стојам на располагање. Господин Мицкоски, излезе извештајот за корупција на меѓународна институција. Веќе тоа е последниве неколку 3-4 години Македонија континуирано паѓа надоле. Како ги коментирате овие извештаи? Па јасно се гледа дека корупцијата и криминалот во Македонија и невладењето на право практично се клучните проблеми, зашто имаме и економска стагнација и развој на државата и зашто луѓето се оцелуваат од Македонија, зашто губат надеж дека не може да биде подобро, бидејќи очигледно е дека имаме определена политичка елита која што арбитрира околу владата на ДУИ поддржана од СДСМ и таа е практично заштитена како бела мечка, што и да направи било каков криминал да направи, таа останува заштитена и тоа предизвикува чувство на разочарување кај луѓето, а тоа чувство на разочарување се префрла потоа и во перцепцијата и во амбиентот во општеството. Од овие рангирања можете да забележите дека ако се споредат два периода, 15-та и 22-та година, ќе видите дека кога станува збор за корупцијата, таа е двојно влошена. Нели ветуваа живот, ветуваа борба со корупцијата и така натаму, во суштина донесоа историски најголема корупција и доколку се забележи втората ранглиста, тоа е ранглистата за владењето на правото, ќе видите дека Македонија се наоѓа под 60-тото место, мислам дека беше, ако не се лажам, 66-тото, додека пак 2015-та била над 40-тото или 43-то, четврто место. Што значи и тука за повеќе од 50% е вложена перцепцијата, односно состојбата со владењето на правото. Имаме, за жал, состојба во која што владее корупцијата, не владее правото и владеат заштитени политички елити на владата на ДУИ поддржана на СДСМ, но набргу денеска ќе дојде една друга влада предводена од ВМРО ДПМН, која што мотивирано покрај реализирање на ветеното ќе се впушти во одлучна борба со криминалот и корупцијата и криминалците во политиката. Така, според вас, еве, кога сме веќе кај криминалот на ДУИ, деновиве вашата партија објави неколку скандали, во најава се и нови скандали поврзани со ДУИ. Според вас, дали станува збор за политички или за криминални? Политички не може да биде кога објавувате криминал или основани сомнежи за криминал. Луѓето во политиката треба да бидат свесни дека основано сомневање за криминал не може да биде процес во кој што ние етнички ќе го гледаме. И тоа не е ексклузивно право на одредена етничка земјица. Да се занимава со криминал и кога тој криминал ќе биде откриен, тогаш да ги обвинуваат граѓаните дека се антиалбанци или не знам што и така натаму. Тие што се занимаваат со тој политички криминал се и антиалбанци, и антимакедонци, и антиграѓани во Македонија. И тоа е лошо. И тоа е лошо, бидејќи гледате на сите мерења, криминалот во Македонија, поготово оној политички криминал е на највисоко ниво. Јас сум многу сериозен
кога зборувам дека набргу од денеска многу сериозно ќе се впуштиме во борба со криминалот и корупцијата, посебно на политичарите. Затоа што очигледно дека перцепцијата на граѓаните за политичарите е многу лоша. Сите мислат дека луѓето што се занимаваат со политика се или корумпирани или се криминогени. Тоа мора да се смени. Затоа што не се сите исти и затоа веднаш по превземањето на владата ВМРО-ДПМН има план како веднаш да се впушти во немилосредна битка со овие луѓе во политиката кои што основна дејност не им е политика и развој на Македонија, туку богатење, себе промоција и промоција на блиските ним во политиката, нивните поддржувачи. Така што овој процес е исклучително од криминална природа и доправа ќе следи. И ќе се бориме. Знаете, во последно време од тие кои што се нападнати до нас доаѓаат информации дека тие поседувале обвинители, дека поседувале суди и дека сега ќе ги засилеле оние судски процеси, ќе имало хајка во обвинителството и суд. Нека повелат. Организацијата никој не е уништил, стоиме на располагање, ако е греф што се бориме со криминалците, ќе одиме до крај. Ајде да видиме кој ќе победи. Така и само за ваш коментар во врска со состојбата во Фондот за здравство, кој речиси 2 недели е хакиран од страна на хакерски групи и во врска со најавата на протести од страна на лекарите. Во јавноста се две работи важни да се кажат. А тоа е првата дека здравствените работници кои што треба да се грижат за здравјето на граѓаните не добиваат редовна плата. И тоа е прв факт. Вториот факт е дека очигледно нешто не е во ред со Фондот за здравствено осигурување, односно дека Фондот за здравствено осигурување нема пристап до податоците на осигурениците. Зошто е тоа така? Не знам. Дали е хакерски напад, дали е не знам каков ти напад, дали е нешто трето или така натаму, не знам. Јас навистина не би можел сега од оваа призма да кажам, но знам едно, дека таму работат неспособни директори кои што никој не ги повика на одговорност и од ДУИ и од СДСМ, заштитени се и наместо обвинителството да се позанимава со овој случај, обвинителството бега како ѓаол од темјан од целата оваа работа. Во изминатиот период шајка не забодеа, 5,5 години се власт, нити изградија нешто, нити реновираа нешто, камоли па клинички центар. Единственото нешто што го направија е го раскинаа договорот со изведувачот за клиничката болница во Скопје, за кој што граѓаните сега треба да плаќаат 20 милиони евра оштета на компанијата. Да заклучам, здравството не ни е на пат кон пропаст, туку здравството ни е пропаднато. Тоа е суштината и здравствените работници имаат нашата целосна поддршка во овој случај, дека тие треба да го добијат она што им е изработено и заслужено. Господине Мицкоски, уште две прашања за судството. Како ги коментирате ранг листата на Академијата за суди и обвинители на кои што се наоѓаат, како што гледаме, синови, ќерки, снаи на познати функционери од ДУИ и од СДСМ? Видете како ги коментираме. Јас не би сакал да се занимавам на таков начин со политиката и да коментирам семејства и блиски до политичарите или луѓето кои што се во политиката, затоа што знам дека моето семејство, поточно родителите, сопругата, децата, често пати се мета на недобронамерници и луѓе кои што сакаат преку нив мене да ме навредат, мислејќи дека на тој начин ќе ми нанесат некаков удар политички, па јас ќе реагирам неконтролирано и ќе направам некаква грешка. И јас не сакам да им го правам тоа на луѓето, што не сакам луѓето мене да ми го прават. И во име на тоа би се воздржал од било каков коментар кој што е поврзан со ниски страсти, а тоа е дека дел од тие кои што го поминале тој би рекол испит се блиски до владеачките политичари, без разлика дали се председатели на собрание, дали се министри, луѓе кои што работат во судството, обвинителството и така натаму. Мислам дека етички е семејството да се држи надвор од политиката и апелирам да органите кои што се одговорни да
тој процес го водат, да го водат до крај, да откријат доколку има некакви неправилности, да бидат санкционирани, а доколку се откријат неправилности, тука нема синови и керки, тука има едноставно или е прекршен законот и процедурата или не. Може ли еве сопруга и сопруг да работат во иста институција како што е примерот во судски совет, а исто така од антикорупцијска најавија дека ќе формираат предмет? Па ете, нека се занимава антикорупцијска со оваа појава која што вие ја споменувате. Одлуката на антикорупцијска и решението ние ќе го прифатиме нормално она кое што тие ќе успеат да го докажат. Господин Мицковски, колку е одржлива оваа политичка ситуација? Колку е одржлива? Да. Па за тие кои што се спремаат во месециве кои што се пред нас да ја користат власта за да крадат, предпоставувам ќе биде борба за ден повеќе да останат таму за да можат да крадат на грбот на граѓаните. Во политичка смисла и дека граѓаните ќе добијат нешто од ова што денеска се случува, ќе ви кажам дека не е одржлива и ништо нема да добијат, напротив, ќе добијат уште неколку побогати политичари кои што влегуваат во коалиција единствено со една цел да направат нешто за себе материјално и за ним блиските. Инаку ја не гледам зошто политичар кој што се профилира како опозиционер години наназад за неколку месеци влегува во власта. Не ја гледам другата цел. Вие за неколку месеци како малцински партнер во таа влада апсолутно не можете ништо да направите. Да, и колку е одржлива оваа економска ситуација сега? Во смисла? Во која смисла? Моменталната економска ситуација колку е одржлива? Па не е одржливо, гледате дека секојдневно се задолжуваат. Те обврзници им пропаѓаат, обврзници тоа треба народот да го плати. Гледате каков аматеризам и аналфабетизам направија, емитува обврзница, таа обврзница се појавија еминентни инвеститори, фондови од американскиот континент, од Европа и така натаму, и потоа ја повлекува. Зошто? Затоа што немало подпис од веќе сменетиот министер односно човекот кој што си даде оставка од Министерството за правда. Мислам, како да ви кажам, глупирање на отворена сцена, но за жал тоа глупирање ќе го платат граѓаните сега за сега, а кривичната одговорност со промената на власт ќе си дојде тие кои што ја направија оваа грешка, јас ви ветувам.